Заев контра изјавата на Ахмети. Вели, не зборувале за промена на химната. Иако вчера како бомба одекна информацијата од лидерот на интегративците, дека со неговиот коалиционен партнер намаса ги ставиле државните символи. Yesterday there was official reaction by the government. We don't sit and talk with my colleague Ali Ahmeti and talk for that issue. We need to be continuing focus of European for economic matters in green agenda, what really are dedicated. We need to be focused for Europeanization of North Macedonia. The main focus is that. По повеќе од 6 часа чекање, откако новинарите побараа стап од владата за изјавата на Ахмети, од Илинденска ја демантираа ова информација. Белат, погрешно била толкувана изјавата на првиот човек на ДУИ. Сепак, и покрај демантирањата на Заев и владата, Османи, коментирајќи ја токму скандалозната изјава, рече дека македонската химна не ги вклучува сите етникуми. Нема такви преговори во однос на овие прашања. Очигледно е дека прашањето на химната не е инклузивен елемент во државата и тоа го чувствувате еве на спортските надпревари. Тоа го чувствувате кога све не спојува, буквално све не спојува, освен во химната, каде што еден голем дел од граѓаните, и сега не зборувам како министер за надворешни работи, туку како представник на ДУИ и на албанците, не се гледаат внатре, не се спомнуваат, не се чувствуваат. А ние градиме едно општество на кое што ни завидуваат. Дали изјавата на Османи значи дека химната во било кој момент може да се стави на маса, а и да биде предмет за преговори и пазарања меѓу СРСМ и ДУИ пред локалните избори? Иако Заев демантира, сепак прашањето останува отворено. Оти премиерот тврдеше дека името на државата нема да се смени, но сепак добивме префикс пред Македонија. Опозицијската ВМРО ДПМН реагира за изјавата на Ахмети за химната. Вели, единствен договор за кој веруваат дека постои меѓу социјалдемократите и интегративците е за криминал и тендери. Гледаме дека само во ова поле нема ниту застој, ниту проблеми. Затоа бараме јавноста да не наседнува на спинови и политичките измами на коалицијата Заев Ахмети. Поважно денес е што Македонија повторно извиси со датум за преговори. Истиот оној кој Заев и Ахмети го ветуваа 4 години поред. Со слична реакција се јави од албанскиот опозицијски блок. Денеска не добивме датум за отворање на преговори со Европската Унија. Ова е единствената и суровата вистина на денешниот ден. Гатачките со наводна промена на химната се лажен патриотизам со кој Ахмети од една страна сака да направи театар дека наводно ке смени нешто. И Заев од друга страна дека брани нешто. Сета оваа измама има само една цел – да ја дефокусира јавноста од единствената вистина на денот. Уште еден неуспех во евроинтегративниот процес. Побараа наместо лаги, владата СРСМ ДУИ да даде оставка и отчет за неуспехот во интегративниот процес.